Гужви пред амбулантите и болниците сезонскиот грип често пати помешан со симптоми на COVID-19 ги напаѓа граѓаните. Пикот на заразата е секогаш на почетокот на февруари, односно со почетокот на второто полугодие од учебната година. Грипот се карактеризира со висока температура, малаксаност, болки во коските. Некои развиваат и бронхопневмонија поради што имаат потреба од хоспитализација. Исклучиво тоа се лица кои што не се вакцинирани, а оние кои што се вакцинирани и кои што имаат хронични заболувања, тие што би очекувале да имаат потешка клиничка слика, напротив, кај нив поминуваат со многу полесна клиничка слика. И тука интерес немаше од страна на младите и за жал и многу мал е процентот на лицата здравствени кои што се здравствен персонал кои што се вакцинират и немам ни една бремена жена која што дојде да се вакцинират против сезонски грип, а Светска здравствена организација препорачува и бремените жени да бидат вакцинирани. Од Институтот за јавно здравје алармираат дека оваа сезона вкупниот број на случаи на грип или заболувања слични на грип е за дури 37,3% поголем во споредба со истиот период минатата сезона, а во однос на последните 13 сезони има зголемување од 26,1%. Сезоново бројот на пријавени заболени досега изнесува нешто над 7.000, но бројките се многу поголеми. Ова бројка што ја кажав дека на заболени е многу поголема бројката, затоа што сите оние што се со полесна клиничка слика, тие се лекуваат дома, не се консултираат со доктор и ги немаме во евиденција. Првите случаи на грип се пријавени во 52-та недела од 2023 година. Пред новогодишните собирања има секако влијание блиските контакти меѓу луѓето и најмногу заболуваат младите. Меѓу најизложени на грипот се децата, односно помладата популација. Во овој период, а и друг пат страдат децата кои што се изложени на меѓусебни контакти. Тоа се градинките и школскиот систем. Затоа што таму едно болно дете ако дојде, заради, да не речам, несовесни родители, ќе дојде до масовна инфекција и брза манифестација на вироза, грип или други бактерии. Филип вели дека болеста воопшто не е наивна. Може да имат бронхити, пневмонии, за жал имавме и такви случаи и онда во тој случај мора апсолутно клиничко, односно болничко лечење. Тоа не е наивна болест, затоа што може да имат и, ако се со коморбидитети болни децата од други патолошки состојби, може да дајте несакани компликации. Доста деца завршија и во Козле и по нашите оделенија да се лекуваат од компликации. Ова сезона актуелна е и појавата на така наречената голема кашлица или позната уште како магарешка. За разлика од регионот каде има многу поголем број на случаи, во Северна Македонија засега тој број е само 4. Досега грипот однеси 7 жртви, од кои последниот случај е 20 годишна девојка која не била вакцинирана. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.